Сето внимание му го дзема. Исто и мене, и нас со сестра ми. Многу се нервирав, али не смех ништо да му одговорам. Атмосферата беше многу лоша. Просто то не личеше на судење. Кога заврши и судењето, Методија со двајца милицаи ги изнесо надвор, а јас и сестра ми отидовме да преспијаме ноќта кај ни пријатели. Сестра ми доста беше разнервирана, викаше, изборуваше од тие невистини, сите таму што се дешава и од многу лошата атмосфера. И тие невистини работи што му ставува прашање на Методија. Зад нас некој ни свика стоите. Пред нас се појави една особа на точак и запрати на сестра ми. Престани да зборуваш, од сега одма ќе ве заберам со нас, пред мене. Ние исплашени двете, заќутевне и отидовне кај пријателите да преспијаме. Другиот ден продолжи судењето. Судењето беше со пропусници, нас не пуштија. Ние ставиле надвор, имаше звучници. Се слушаше многу жагор преку звучниците и извици. Смрт, смрт, осудете го на смрт, на многу години осудете го. Тој предавник. Многу жагор се слушаше и од гласот негов ние ништо не можеме да разбереме, просто гласот негов во тие извици се гушеше. И така многу разочарани, разбравне, оте го судија на строг затвор 11 години и страшно разочарани се вратиме Прилеп. Во името на народот. Скопскиот окружен народен суд го осудува Методија Андоновченто на 11 години лишување од слобода со пресилна работа и 5 години губење на граѓанските и политичките права, како и конфискација на најдените предмети кај него. Тоа е епилогот на, како што многумина го нарекоа, строго изрежиран режимски процес со диригирана публика и со однапред знана пресуда. Првиот председател, според нечии сценарија, мораше така да заврши. Му остана единствено само да се помири со својата судбина и на 44 годишна возраст да биде прогонет, лишен од слобода и затворен во најтајните келии и за тешките брави на апсаните во истражниот затвор и во Идризово. Влегувајќи со сиот ентузијазам, желба и идеи во служба на својот народ и својата земја, тој остана да ги самува без вина виновен тие дни и години. Скап е данокот на идеалите, непокорноста, тврдокорноста и борбата за правда и вистина. Каква иронија на судбината и времето, каква неправда над праведниот и народниот председател, кому не му требаат телохранители, зашто велеше од кого ќе го чуваат. Нели токму тој народ го избрал, тој народ и ќе го чува. Во тој пекол, во апсанските врати, во целосна изолација, со испробани методи докрај да се скрши енергичниот Методија и да му се уништи духот и волјата, се сакало да се изнуди покаяние. Но покаяние зашто? Зошто да се кае човекот кој ги немал гревовите и квалификативите што му стеставале на душа? Во затворскиот круг, двајца по двајца полицајци го изведувале на по некоја минута, откако се наоколу ќе било празно, за да нема никаков контакт со никого, освен со земјата и со небото. Само едно пиленце понекогаш долетувало и одлетувало од неговиот прозорец. Бев притворен 48 година во 11 месец. За ВМРО. Бе осуден 7 години затвор. Лежа 4 години, има 3 години помилување. Во времето на издржавањето на казната, во Идризово бев запознат со Ченто, првиот председател на Методија.
односно на Македонија. Во тоа време он беше изолиран, посебно сам. После 50 година него го пуштија во нас во затворниците, во сите затворници. Го испуштија и го пратија право на Циглана, на најтешката физичка работа. Во тоа физичка работа, он за еден месец Методиј Андоновченто, првиот председател на Македонија, намали телесна тежина 18 килограми. Јас бев распореден во амбулантата како лекарски помошник. Идеше, јас работе со доктор Костандин Робев од Битола, доктор Фиданчев од Струмица, доктор Тренчев од Радовиш и друзи още 2-3 специјалисти лекари. Даваме помош, даваме разни витамини за појачање, али прибидејќи му беше тешка физичка работа, слабо можеше да се поврате лекувањето. Јас лежа 4 години. 52 година, во 11-тиот месец, јас се испушти од КП Дом Идризово, Методиј Андоновченто го остави јас да продолжава и понатаму во затворот. По долго време мајка ми дозна дека татко ми е затвор и јас имав една прилика да го посетам во централниот затвор во Скопје. Кога појдов во Скопје, го видов татко ми на свиждај не бевне со мајка ми, тој со своето насмеано лице, како да сакаше да ни кажи да не се секираме за него и повеќе ништо не можеше да кажи затоа што неговите зборови беа ограничени. По известно време татко ми беше пренесен во затворот во Идризово. Таму беше тешко да соди затоа што патувавме со шпеитерска кола од станицата од Скопје и се враќаме така. Беше ограничено одењето, мајка ми имаше право да појди секој месец, а нас децата не носеше едно по едно секој месец. Така ни доваѓаше на 8 месеци да појдам јас, лично. И после тоа веќе настана едно лошо време за нас, кога татко ми беше в затвор, стана тешки денови, немаме што да јадиме, немаше што да се облекуваме и благодарение на мајка ми што беше толку храбра да отпочна со тешки работи. Почна да плети, почна да вези, почна да ткаи килими, переше чаршави од сите ресторанти, переше цедила од фурните и сем друго за кое се бореше за парче леп и за динар. Јас и сега ќе го речам тоа благодарение на оние сите луѓе кои што го поштуваат татко ми во тоа време и го ценеа, макар да беа некојаш гонети, али најдуваја сила да дојда кај нас, да донесе барем малку брашно, малку сало и некој друг прехранбен артикал, така да не заштита од пропаст и да ни дада живот. Се што се сеќавам за мојот татко се прераскажаните сеќавања од моите најблиски, од мојата мајка и од моите тројца постари браќа. И јас своји сеќавања за татко ми немам. Моите сеќавања од детство се врзани секогаш за гордиот и достоинствен лик на мајка ми, за незината непрекината борба да не одгледа, за деновите во кои што таа непрекинато работеше, за деновите кога таа воопшто немаше слободно време и немаше празник за неа. Покасните сеќавања се за времето кога што таа кога беше исполнета, полна со гордост, кога се школувавме, со преголема среќа тогаш кога ги завршувавме своите школувања, а пресреќна мајка кога станувавме своји луѓе и оформувавме своји семејства. Мајка ми беше голем човек. Во годините кога татко ми беше во затвор, не му беше овозможено да не гледа како растиме ние. Мајка ми се трудеше колку што можеше почесто да направи заедничка фотографија на нас четворицата со незе, а некојаш и само на нас четворицата, за да може да му ги испрати тие фотографии, во кои што тој го гледаше растежот на неговите деца, кои што инаку му беше спречен. Меѓу повеќе од сликите, болно сеќавање ми навира сликата во